сакам да разбистриме една многу важна работа. Ова е најважно. Секогаш кога ќе се почувствувате дека сте заглавени и дека некаде блокирате во вашиот бизнес. Секогаш. Размислувајте во овој триаголник. Првата подолна точка е стратегија. Ако во умот ви се врти како да ја зголемам продажбава, како да вработам човек, како да дојдам до поголем пазар, што ново да внесам, зошто да направам ова, како да направам, значи се е во ред со вас. Една работа недостасува. Јасност. Кога имате чувство дека нешто треба да промените, нешто сакате, ама нешто одолговлекувате. Луѓето велат: Александар, јас одолговлекувам, нешто сум мрзелив, нешто не ми се работи, жити мајка. А да ти речам, утре идеме до Бразил, ќе дојдеш, ќе станеш у 5, ќе стане. Значи не си мрзелив. Мрзеливи сме за она што не веруваме дека ќе го добиеме резултат. Тогаш одолговлекуваме, кога не веруваме во исходот од акцијата. Значи, ако нешто работите, размислувате односно, а ништо не превземате и сте заглавени во истите мисли ден, 2, 3, месец, година, тогаш имаме проблем во стратегија. Немаме јасност, не знаеме што сакаме, кога сакаме, за каде сакаме, како ќе го правиме, ништо не знаеме. Стратегија, знаете што значи? Сакам да идем до Белград, заради што ќе имам на 26-ти тренинг во Нови Сад, нека. Стратегија значи одговор. Зошто ми е важно тој семинар? Што сакам да постигнам со тој семинар? Следна работа. Ако знаете што сакате, а не правите, проблемот е во вештини. Знам што, ама немам вештина. Сакам да ја развијам продажбата, сакам да влезам во пазар X, сакам да направам премиум понуда, ја направив премиум понудава, не би оди продажбава, немаш вештини. Се е во ред со тебе. Немојте никогаш да се обвинувате, размислувајте во триаголников. Нема никогаш деструктивни прашања, што не е во ред со мене, што ми се случува, не знаем нешто, не ми е како порано, не сум мотивиран. Ќе го најдеш проблемот кај што не ти е место. Тренинзи за мотивација, книги за самомотивација, не знам, бараш проблем кај што не постои. Имаш вирус, а лечиш со антибиотици. Јеби ga. Ако знаеш што сакаш, а не го правиш, само ти недостатува вештина. Се е супер и не е ништо ново, нити срамота. Ако знаеш што сакаш, а не го правиш, само прашај се, која вештина би недостасува? Што е тоа што не го знам? Каде можам да го научам тоа? Кој може да ми помогне? Имам 100 разговори, не можам да го затворам со станокот супер. Значи јас знам да закажам, знам како, знам зошто го правам ова, го правам тоа, ама немам вештина. Супер, не си глуп. Кој може да ми помогне да добијам таква вештина? Кој може да ми помогне за продажба? Кој може да ми помогне за бизнис план? Кој може да ми помогне за маркетинг стратегија? Кој може да ми помогне за оператива? Кој може да ми помогне за ова исто да го проектира? Кој може ова да ми го заштити времево? Е супер. Следна работа е систем. Ако знаеш што сакаш, ако знаеш што да го работиш, но имаш проблем, шеќер, млеко, какао, милка, односно постојано истото како трака, бесконечно да се произведува, и услуга ако е исто, тоа значи дека имаш недостаток во системи. Александар, све мене ме бара. Ама ти не знаеш со кого имам работа, вработени ми се за никаде. Што мислиш, Александар, да вработам нов или стар, искусен, да го платам повеќе или помалку? Која фаза си у бизнес не те разбирам. А зошто ти е важно да вработиш овој или овој? Па затоа што прават грешки, само се расправаме, ова правиме, тоа правиме. Што ми кажува овој господин?
Aleksandar, ja тоа не ти го разбирам твојот речник, тоа системи мене ми фали, туку јас сега ќе смислувам 2000 глупости додека правиме муабет, затоа што ја не знам како, па ја морам да ги напаѓам другиве. И велат, да ги видиш какви се со двете раце леви, секој предок правиме состанок, вадена ги држи, после ги нема, ако не ги контролирам негде ќе скрешат, као мали деца се, ти да видиш некоја што им се случило, да дојдеш вадена ке мене у фирма, па ти ќе видиш. Што ми кажува овој човек мене? Знаете што слушам јас? Јас не сум одговорен, јас најдов виновници, сите овие се за никаде, јас сум супер, само немам системи. Јас очекувам они да прават системи и да бидат супер, зашто ја не знам. Они треба да направат ред, работа, дисциплина, правила, они треба да направат организацијска структура, они треба да направат надлежности, они треба да направат состаноци, да договараме што ќе работиме и планирање, они ќе треба да ми направат извештај кој што работи за да добивам навремено информации, ама ја пошто не знам, они треба да го прават тоа како... Еба како да го прават ако не знам? И знаете како видат? Уште го плаќам! Свакати час. Тоа е поентата кога или ние се прашуваме што јас не знам, ама гледате го прашањето. Денеска ако немаше ниту еден пријавен, што ќе рече ја? Леле глупи македонци, ле. Судева ве мејло и пишу и ќе праќаем све ова, камери чуда, маркетинг агенција дојде се направи. Ле, никој не ќе бизнис да слуша. Бате бизнис. Ќе бевливо право. Што размислува Александар годиништа назад? Што не е во ред овде? Што не е ред во ова? Па една понуда, па ова, па тоа ќе правиме, па ваков тоа чека. Зошто менуваш 10 кога не знаеш една? Ај само повторува исто, овој ќе најдеш, не си глуп, ќе најдеш кај грешиш. Профункционира нешто овој дел, да, супер систематизирано. Профункционира овој да систематизирано. Затоа работам 2-3 часа неделно. Оти све е автоматизирано. И вие го можете истото. И не е ништо тешко.